Политичкиот земјотрес за Скопје 2014-та продолжува. За СДСМ тоа бил најкриминалниот проект на, како што велат, кеш патриотот Груевски. Наспроти ова се реалните проблеми на граѓаните. Во ситуација на сеопшта сиромаштија, на сеопшто економско пропаѓање, да се донесе одлука да се трошат стотици милиони евра народни пари за задоволување на лични хирови и фрустрации, за фараонски проекти и наметнување на сопствениот невкус како нов културен, урбан и национален идентитет на цел еден народ и цела една држава не може секој. Или поточно речено, не може никој, освен Груевски. Градот убав, пак ќе никне, се небесни дружен пак. Пак по сонце цел ќе викне, како тополнежен кар. Дека добар дел негодувања беа поттикнати од опозицијата, бидејќи за градбите, како што е, да кажеме, Вероцентар или Рамстор, и тогаш имаше студенти, но тогаш тие студенти, зборам по архитектура од плошта Столова, како невладина организација, или тогаш тие не излегува. Значи, не дека студентите по архитектура постојат од вчера. Секојаш сме имали студенти, секојаш сме имали професори на архитектонски, но толку јавно негодување и протестирање во минатото немало. Затоа имам право да се сомневам дека тоа не е најобјективна ситуација, тука е поттикнато малку од опозицијата. Комплексот на Груевски, нова влада, да се тој вакуум од 2500 години да се преслика на плоштадот, мислам дека апсолутно е луда идеја. Доколку на вистина се нема слух за ова работа, власта нема слух, тогаш мислам дека неминовно треба да се повикат граѓаните на Скопје на отпор. Овој проект по ништо не се разликува од проектите за разрушениот Берлин и за комунистичкиот Букурешт. Ваков начин на изградба на монументални градби и споменици се одлика на империализам, фашизам и комунизам. Каде вие се пронаоѓате себе си, господине Груевски? ВМРО ДПМН е веќе 4 години на власт и не е време да дава нови визии, туку да дава отчет за тоа што сработила во овие 4 години. Дукенџиите и занајачиите од старата скопска чаршија денеска беа домакини на лидерот на СДСМ. Ја користам оваа прилика да го повикам пред се премиерот, бидејќи тој е најодговорен, да се вразуми, да се соочи со вистината во Македонија, со реалноста, со вистинските проблеми на сите наши граѓани. И парите од народот да ги дава за народот, да ги преусмерува за решавање на нивните проблеми, а не за градење на некакви своји фараонски градби кои што ќе бидат споменик на едно недемократско и неодговорно владење. 10-та година да живеете во Скопје, а да пиете вода од канистери од буриња е и срамота, е и греот. Бидејќи постојано им одговарале дека нема доволно пари, еве јас им давам јавен предлог, нека се откажат од еден од лавовите од проектот Скопје 2014, средно неризик ќе добие вода. Знаеме ние што сме. Ова Македонија е сточарска земја. Не е земја на уште една на Шпанија капиталистичка, па да правиме ние кули и ова. Ништо не е конечно дека не се направи, ние гледаме дека они само го имаат заградено плоштадот, ние се сигурни дека како прво немаат пари, ние само сакаме да ги поштедиме скопјаните од тоа да имаат градилиште на плоштадот. На протестот излегоа и членови на СДСМ, откако во Советот на Општина Центар ја изгубија битката со власта и се изгласа новиот урбанистички план за Мал Ринг, излегоа и на улица. Дали со ова антикризација на Македонија сакаме да потврдиме античкиот идентитет на Македонија или сакаме да му даме шанса нова млада генерација архитекти да тој излезе и да каже да остави свој печат на времето. Само понудата за црквата на плоштад беше 18 милиони евра. Само 17 споменици беа најавени за 10 до 15 милиони евра. Овој запад што го планираат ќе кошта многу повеќе, а нема да користи никога. На парламентарните избори во 2011 година главна тема и главен фокус
на опозицијата, на Социјалдемократскиот сојуз и на нивните приврзаници, партии помали, беше проектот Скопје 2014. Најголем дел од своите говори, најжестоките напади одеа во правец на напаѓање на проектот Скопје 2014, на мене лично како премиер, за кој што застанав за овој проект, и јас дефинитивно стојам зад проектот. Скопје 2014 до денес не кошта преку 250 милиони евра. Никој не може да каже колку ќе биде цената на крајот. Дезинформирајќи ја јавноста дека проектот ќе чини 200 милиони евра, што е целосно неточно. Според пресметките проектот треба да чини околу 80 милиони евра во 8 буџетски години. Кога народот осиромашува, кога стопанството пропаѓа, кога долговите се зголемуваат, оваа власт троши огромни народни пари, ваши пари, наши пари, за забегани проекти. Додека луѓето немаат леб да јадат, тие градат споменици, музеи со восочни фигури, музеи за на вода, триумфална капија. Кој триумф го славиме? Која победа ја славиме? У Европу не може да идеш со којни со магаринја. Со вуци, со не знам што. По 27 милиона ери дao за некоја којни тамо да во площад да става. Да пусти го ако ти маш. Да пусти го, а не да го барка да му ред. Да му ред площата. Трпи народот. Не да Македонија да ка трпи јадење. Како не му е срам, али Забета Камшевска да се срами бе пред народ, народ глас му давале бе срам да му е. Премиерот Груевски испраќа тажна и опасна порака. Одборот за изградба на Бурмали џамија најавува дека за односот на Груевски кон другите верски заедници ќе ја информира меѓународната заедница. Како што предвидувате градење на црква на плоштадот во Скопје, на ист начин да предвидувате и градење на Бурмали џамијата на истиот плоштад. Зошто градиме црква на плоштадот? Македонија во радиус од 1 километар има 3 големи цркви. Исто така имаме и многу џамии во градот, меѓутоа прашањето е каде е тука еднаквост. Ова е една порака до нашиот премиер, што многу се шитка како фраер. Тогаш и ние бараме на овој потек на западниот излез и влез во Скопје да се изградат 5 цркви. 5 цркви затоа што има 5 џамии, ако сакаат да има Бурмали џамија на плоштад, тогаш нека има и 5 цркви во Сарај. Или ако е полесно, бараме на потекот од Чаир до Радишани да бидат изградени 16 цркви, затоа што таму има 16 џамии. И ние младите од Скопје, албанци и македонци и сите граѓани на Скопје сме против градењето на ѕидови кои што го делат градот на два дела. Мислам дека градењето на црквата во плоштадот е политичко решение од самиот факт што во општина Аеродром 98-99% се македонци. Значи од македонската национална припадност немаме ниту една црква. Невладината деница бара не една, туку 2 цркви на плоштадот. Таква црква овде имало уште пред 5 века. Тоа е свето место за христијаните кои од секога живееле овде. Народното движење на Бачев побара да се урне една од џамиите на влезот во Скопје кај Сарај, оти како што тврдат била дивоградба. Заедница фрли клетва, Господ ќе ги казни сите оние кои нема да го вратат имотот на ИВЗ. Внимавајте, оние што прават експерименти со вакуфи, ќе ги најде клетва од Бога и казна од луѓе. До споменикот на партизанот Чеде Филиповски даме на плоштадот во Гостивар да се изгради споменик на Џемел Хасани, познат како Џемо Хаса. Џемел Хасани во историјата важи за еден од водачите на балистичко-фашистичкото движење во Западна Македонија за време на Втората светска војна. Протестирањето против, да кажеме, црквата на плоштадот или против Скопје 2014 или овие како се викаат плоштад Слобода. Нивната цел не е да нема црква или да нема џамија или да има џамија, да нема. Не е тоа нивната цел. Нивната цел е да се направи таков смут што на сето тоа ќе се нагомила се повеќе и повеќе некакво си незадоволство, кое ќе премине во друго, во трето незадоволство, да крајно, значи целта на тоа, не е да нема црква, веќе нема црква, голема работа. Ќе нема, тука ќе има на друго место. Не е тоа, него е работата да се вон институционално, надвор од волјата на граѓанинот, дојде до
преземање на парламентарната и извршната власт. Тоа е нивната крајна цел. Лидерот на опозицијата Бранко Црвенковски ги посети стечајците од Куманово кои штрајкуваат со глад. Ми немамо 2 скршене пари у џеб. Ми имамо унуци, ја 5 унука имам, кога ќе дојдев, ја срамота ме да погледну моје унуче од 3 години што немам да му пружим едно смоки и сви тие луѓе се ту исти. Црвенковски го посети стечаецот Драге Крстич кој оди на хемотерапија, но 2,5 месеци протестира со колегите. Го повика Груевски да не троши пари на споменици, туку да им помогне на стечајните работници. Пари има. Клучното прашање е само зашто ќе се потрошат и кој е приоритетот во оваа држава. Со јајца по лавовите на Груевски, револтирани од неправедниот однос на власта, стечајците од државата незадоволството го историја врз како што велат мегаломанските проекти направени од нивни пари. Ова се пари народски на граѓаните на Република Македонија. Тука се и нашето обештетување, тука и на ред други кои се социјално загрозени. Еднаш го повикуваме Груевски. Човекот кој што постојано вели дека најважно е мислењето на народот. Да распише референдум за Скопје 2014 и да ја слушне суровата вистина за тоа што мислат граѓаните за овој негов монструозен и мегаломански проект. Бевме свесни дека додека се гради проектот, ќе има негативна енергија, бидејќи додека не ги видат изградени објектите, многу луѓе не можеа да замислат како тоа ќе изгледа. И бевме свесни дека ние политички, додека проектите не се завршат, можно е да губим. Црвенковски го јакне опозицијскиот фронт. Пошталите во Скопско и во Битолско денеска во амбарите со непродадена пченица на земјоделците во општина Долнени. Баталите го Скопје 2014. Ние сме за реалниот проект Македонија 2010. Наспроти владиниот проект Скопје 2014, кој што, како што сите знаеме, кошта 200 милиони евра, јас и ние од Социјалдемократскиот сојуз се обидуваме да промовираме еден друг проект. Тој се вика Македонија 2010. Ако пак се користат со аргументацијата дека за да им се помогне на овие луѓе нема пари во буџетот, тоа не е точно. Самите покажаа дека пари има. Ако има 200 милиони евра за скулптури, статуи, споменици, музеи, водоскоци, фонтани и така натаму, тогаш има пари и мора да има пари да им се помогне на живите. Ние, само со парите што ќе се дадат за изградба на музеот на ВМРО и лавовите, ќе ги решиме судбините на млекарите, јаболкарите, стечајците и текстилците. Господине Груевски, дали знаете во која држава живеете? Дали воопшто ја познавате историјата на сопствениот народ? Дали знаете колку болници, колку градинки, колку училишта, колку фабрики лежат и се кријат во овие ваши нови градови? Стечајните работници вторнички во Скопје. Прво рецитираа поезија, а потоа со јајца удрија по владата. Дојдовме до очај наш, за државната власта не ни дава спас. Маки наши тешки, што бараме само корка леп, а бевне наивни за нивните цели, за нивните фотели. Поддршка за стечајците дадоа и представниците од партиите од опозициониот блок. Не треба владата која од 2006 е на власт во оваа држава да бара постојано изговори зошто не може да го реши овој проблем. Може да ги запре непродуктивните инвестиции околу 2014 и дел од тие средства да издвои за стечајните работници. Ние понатаму ќе продолжиме и во собранието да предлагаме закон, да ги поддржуваме нивните иницијативи. Без оглед на тоа дали првиот парламентарец Рајко Велјановски ќе закаже или не итна седница, опозицијата има намера да ја реализира својата идеја во собранието да се дебатира за проектот Скопје 2014. Доколку не се закаже седница, СДСМ размислува да почне да собира потписи за референдум на кој граѓаните би кажале дали се согласуваат парите да се потрошат за оваа намена. Таа опција е отворена. Таква одлука дефинитивно се уште не е донесена. За неја ќе расправаме и околу неја ќе одлучуваме тоа што ги исцрпиме сите други можности. Проектот баше забеган, дека не почива на никакви реални темели, ниту културни, ниту национални, ниту не знам историски, ниту економски. Значи, дел од тие аргументи се, да речам и овие прагматичниве, рационалистичкиве, економските, да речам аргументи, кои знаете, мене ми се малку онака двосмислени, секогаш има нота на демагогија во тоа, кога кажете дека денот на еден психијатриски болен во Македонија чини 300 денари, кој што чини, тоа е факт, сек заедно. Значи, од лековите, храната до пижамата и грењето,
ние одвојуваме ко нација, ко заедница да речам, 300 денари за психијатриски болен. И сега знаете, во таква една земја кај што луѓето се стварно истресени од памет, како да кажам, истресени од гаки, владее тоталено на ужас економски, и вие као трошите најмалку 200 милиона евра, а нема да бидат 200, ка бидат многу повеќе, на нешто што е неодржливо и непродуктивно. Од друга страна се појавија критики базирани на некој социолошки план кои заговараат на непринципиелен однос на власта околу проектот 2014, затоа што огромни средства се ставени на некорисни работи, како што се споменици и згради, а не им е дадено на стечајците и на другите сиромишни за храна и за лекови. Значи, една повторно партизанска реторика која се појавува, нели, како ретро-болшевичка идеологија. Но мојата позиција визави тие приказки се прво да земеме, да речеме, од кај доваѓаат тие критики, нели? Критиките доваѓаат од луѓе кои биле 15 на години на власт и никогаш не нашле средства да се направи нешто за опште добро. Туку секогаш тие пари завршувале, да речеме, или на некои Кајмански острва, така, во некои банки, или па гледаме се изгради доста подводнието, да го речеме. Цел еден град со десетици илјади куќи е направен за овие 15 години транзиција. Значи, сега имаме една инверзија. Порано тие пари иделе и се граделе приватни куќи на водно, а денеска приватните куќи на водно си градат бизнисмените кои генерираат така недржавни пари, туку пари од нивните бизниси, но одеднаш гледаме државата нашла за сходно да направи нешто за народот во котлината. Нешто што не е направено со десетици години. Дури да ги направат сите тие згради, а многу тешко ќе ги направат, и тие споменици, тешко ќе ги направат бидејќи се неодржливи, не враќаат ништо од парите. Значи, дури да ги направат, нема нешто кој знае што да се драматично да се. Кога поминете покрај Александар Македонски, кажете 10 милиона евра за ова, а 10 милиона евра се 10 фабрики од по милион евра, кај што може да се вработат неколку илјади луѓе. Приказката за храната е идиотска приказка, тоа е патетична, сентиментална приказка која треба да ги мобилизира масите, а е изречена од најбогатите слоеви на Скопје. Сите тие што ја тераат таа приказка се жители на тие куќи, нели? Водно, Дебармау, се тоа се луѓе кои Карпош, нели, кои се виша средна класа или кои се припадници на бившата црвена буржуазија. Значи, една неверојатна хипокризија владее. Имаше луѓе кои се обидоа да ги изедначат политиките на полн стомак со она што е духовна надградба, правдајки дека сега не е моментот, затоа што немаме пари, и заборавајки дека да си го постават дополнителното прашање. Ако народите своите духовни потреби ги исполнуваат и ги остваруваат само кога им се полни стомаците, светот денеска немаше да изгледа вака. Груевизмот работи само ни создавање впечатоци, само фасади. Ништо темелно, ништо трајно и ништо вложување во луѓе. Според мене, јас барем не го гледам. Може би има некои канали кај што некои луѓе се поддржуваат, јас тоа не го гледам. Ако има да се поддржуваат некои луѓе, претпоставам дека се тоа критериуми фамилиарно партиски, а не критериуми на заедницата и на иднината. Во изминатиот период се водеа голем број на полемики околу целиот проект, неговата финансиска, функционална и стилска оправданост. И сето тоа во услови кога светот го зафати големата економска криза. Економистите многу добро знаат дека лидерите на светската економија на денешницата се согласни дека меѓу останатите пакет мерки кои се преминуваат во услови на светска криза, а по препораки на познатиот прочуениот американски економист Кейнс од 30-тите години од минатиот век,
еден од начините за надминување на кризата е да се инвестира во долгорочни капитални инвестициони објекти. Се наоѓаме на објектот Градска куќа, кој се наоѓа во непосредна близина на Калето и на улица Лазар Личеновски безброј. Објектот е приземје, 5 спрата и 3 подромни, со вкупна површина негде околу 12.791 метар квадратен. Во подромски простори се наоѓаат простори за паркинзи, негде околу 143, приземје се, простори влезни холови со други простори, а спратот од први спрат до пети е вкупна површина негде околу 5500 квадрати. Тоа е една огромна површина која ќе служи за потребите на администрацијата на град Скопје. Во овој период на овие 5 години Скопје си има изградено доста многу, како со објекти од инфраструктура, така со објекти, деловни објекти, стамбени згради, катни гаражи, потоа мостови и други припратни објекти. Работам 42 години, работно искуство. Сега моментално се наоѓам на Градскава куќа, а иначе имам работено порано на Градски стадион, потоа имам работено на плоштад Македонија, на Фонтанана, на Александар, а потоа имам моментално работено и Карпушово стание. Сега се работи од пуна парија, пошто треба да го предадеме. Градбата е доста голема, стандардот е наш многу подобрен, затоа што тоа покажуваат нашите, стандарди кои што се како во однос на примање на плата, со ови што се платени доприноси. А за овие 4-5 години промената е добра, стандардот е повишен, редовна плата има, сите придонеси кои требаше да ги плаќа, да речеме, фирмана, се платени. Така да, што ми има работа, има и пари. Јас би сакал само еден податок да кажам, за да се види колку се гради моментално во Скопје, доволно е да се погледни на места кај што се наоѓаат кранови. Тоа се безброј кранови кои што е доказ колку се гради со висококатни објекти. Тоа е еден податок што јас мислам дека не сме го виделе ние пред 5 години да било вака. За време на овој проект, градежништвото во Македонија доживува процвет. Ако се погледнат бројките од Државниот завод за статистика, во 2009, во 2010 година, во кој што имаме страшен пад на индустријското производство, имаме страшен пад на економијата, генерално заради светската економска криза. Има една гранка која што се одвојува од се. Има неверојатен пик, неверојатен раст. Тоа е градежништвото. Во време кога градежните компании ги загубија своите пазари надвор од Македонија, кога сите им откажуваа градење, државата им понуди работа. А таа работа не значеше само работа, туку значеше и опстанок. Таа работа значеше живот, преживување за директно преку 10.000 работници, индиректно 40.000 работници. Скопје 2014 е можно и да се измисли и да се гради само ако се увиди тажната вистина на македонската реалност, а тоа е дека ние ја изгубивме својата слобода. Ние ја немаме слободата која што е неопходна за развој на едно демократско општество, а губитокот на слобода можете да го најлесно да го видите по тоа што луѓето се плашат. Од овде мрдање нема. Знам дека е студено, ама и громови и метеори нека паѓаат, има да издржиме. Затоа што работата заради која што сме дојдени е многу скапа, многу вредна. И за тоа вреди да остоиме и да издржиме.
Зашто сме вечера тука? Тука сме затоа што државата ни ја водат во погрешен правец кон провалија. Тука сме затоа што економската ситуација ни е катастрофа. Затоа што стопанството ни пропаѓа. Затоа што индустриското производство 14 месеци поред паѓа. Затоа што бројот на вработените во индустријата се намалува. Тука сме затоа што бројот на сиромашните, тие што се борат да преживеат од денес до утре, секој ден станува се поголем. Затоа што имаме рекордна невработеност. Тука сме затоа што имаме власт која што стана наркомански зависна од странски и се поголеми кредити. Затоа што за 3,5 години нашиот јавен долг од здравство го зголемија од 1,1 на 2,1 милиарди евра за 90%. Затоа што само за првите 10 месеци оваа година внатрешното задолжување го зголемија за 55%. Само вчера владата на Груевски се задолжи на домашниот пазар за нови 100 милиони евра. Само во еден ден. И зашто се трошат тие пари, тие кредити, тие пари и долгови што ќе мора сите ние да ги враќаме. Не нашите деца и внуци, нема толку далеку да биде. Ќе треба ние да ги враќаме за 2, 3, 4, 5 години. 350 милиони евра заглавија во камења, во мермер, во бронза, на 1 километар квадратен тука во Скопје. Споменици, музеи, фонтани, жални врби во Вардар, украсни огради на мостови. Драги пријатели, народот нема леб да јаде. Груевски решава да си ги лечи своите фрустрации. Споменици градиме, живите луѓе ни страдаат. Наша должност, наша обврска е да ставиме рампа, да кажеме стоп, не може повеќе, доста е. Овде застануваме и не ве пуштаме понатаму. Драги пријатели, 2 недели им ги оставивме улиците и помислија дека се нивни. Од вечерва си го враќаме и парламентот назад и улицата назад. Обструкции и грубо кршење на деловникот, закани, пцовки, насилие и демонстрација на сила презентираат пратениците на СДСМ. Во атмосфера како никогаш досега донесен буџетот за 2013-та. Жив зид од опозицијата пред влезот во пленарната сала за да се блокира влегувањето на мнозинството и стартот на пленарната седница. Собранието зовре. Буџетот наместо со бројки ги соочи пратениците со евакуирање, повреди и пркање. Председателот на Собранието Трајко Велјановски насила избркан од своето место. Местото на председателот на парламентот самоволно го презема пратеникот на СДСМ Горан Менчев. Инциденти и тепачки тензија. Во ваква атмосфера без опозиција која беше одстранета од собраниската сала, усвоен е буџетот за наредната година. Преводник како што се гледа на снимките, се упатиле кон председателот Велјановски, а беше потребно собраниското обезбедување да го изнесе од салата. Најмалку 5 повредени пратеници од опозицијата, туркани и влечени новинари, удирања. Ова воопшто не беше ниту е некаква нормална парламентарна битка. Напротив, тоа е авторитарен обид на една политичка врхушка преку парламентот со недонесувањето на буџетот и свесно создадена овој пат економска нестабилност во 2013 да се блокира работењето на институциите на системот, како и да се спречи одржувањето на престојните локални избори. Опозицијата го информираше Хелсинскиот комитет за човекови права за инцидентите што се случија во парламентот во понеделникот. Покрај кршењето на деловникот и уставот, дојдовме до сознание за нарушување на нашата приватност преку тајно поставување на камера во холот на собранието. Од утре почнува општа граѓанска непослушност. Општа за слобода, за демократија, за Македонија, за иднина. Во центрот на Скопје, на само 100 метри од парламентот на локацијата позната како рекорд, повторно се собраа по опозицијските лидери со сопартиците и со голем број на симпатизери на тие партии. Од протестите се бара одговорност за настаните од понеделникот оставки за минување на власта на премиерот и на целата влада. Председателот на ДУИ Али Ахмети денеска изјави оти СДСМ со бојкотот не нашла добар начин за демонстрирање на незините ставови. Ахмети дури покажа спремност да посредува партијата на Црвенковски што поскоро да се врати во
во собранието. Црвенковски и неговите поддржувачи заминаа на неколкудневна пауза. Активностите на опозицијата ќе продолжат согласно старата народна поговорка: кај да си пред Божик, дома да си. За нас запирање, за нас враќање назад повеќе нема. Одиме до крај. Цело време некаква хипокризија владее, значи, од тој селанско-пролетерски бунт, кој никогаш не постоел, а е апострофиран историски како таков, па се до нивното богатење, преку нели експроприација на земјиштето и богатствата од селаните и од буржуите, од бившата држава, така, од Вардарска бановина, да ја кажем. Се работи за насилно одземање на богатства, кои подоцна стануваат државни, а потоа ги присвојува црвената буржуазија, и сега таа црвена буржуазија, која действува преку опозиционите нели партии, се наметнува и на мачениците од 50 години, нели, што биле тотално во сенка и прогонети, кои одеднаш добиваат власт и конечно добро ја зафаќаат, па се ставаат себе си во позиција да изградат нешто, тоа се обидува оваа веќе можеби 3 генерацијска хипокризија да го уништи. И тоа ме иритира. Меѓутоа, навистина, мои пријатели, топло ви препорачувам. Треба да ги оставим уште некоја недела, да го отвора новиот плоштад пред црквата Свети Димитри и навистина, топло ви препорачувам сите да појдете и да го видите. Навистина, тоа чудо треба да се види. Не ви зборувам од идеолошки карактер, не ви зборувам од историски или од религиозен. Ви зборувам само од позиција на естетика. Ваков школски пример на кичерај, ве уверувам, не сте виделе во својот живот. А сега чест ми да го најавам идниот градоначелник. Нов бран скулптури го преплави Скопје. Само еден ден по завршување на локалните избори, градот утринава 8 со околу 30 нови споменици и скулптури. Дел од нив имаат плоча со име, а другите се уште се без ознаки. Ова е последното наградување на општинен центар. Од утре, ниту еден сантим на општинен центар нема да се применува, ниту ќе се моделира во нешто друго, ниту ќе има промена на тој сантим, без да се прашаат граѓаните на општинен центар. Скршени прозорци, туркање, навреди клетви. Стотици демонстранти денеска го окупираа седиштето на општина Центар, незадоволни од гласилите дека со новиот детален урбанистички план ќе се урива црквата Свети Константин Иран. Македонската православна црква дава целосна поддршка на граѓаните кои се собрава, но се собравме овие луѓе опозиција што се наоколу да го спречиме рушењето, бидејќи сме информирани не само што сака да го спречи градењето, но сака и објектот да го сруши. И по неколку обиди, Советот не успеа ниту да донесе дневен ред во кој ќе се одбива седмицата, за која на прва точка е предвидено носењето на нов урбанистички план. Градскиот трговски центар ќе добие нова модерна фасада. Архитектонското решение предвидува нејзино целосно застаклување и според истото трговскиот треба да функционира како мол, односно да има и отворен и затворен дел. Нестручно и некомпетентно вака архитектите го коментираат идејното решение за новата фасада на ГТЦ во времето кога градскиот трговски центар се градеше. Визионерски се осмислуваше за наредните 100 години, за разлика од лажните стилови преку кои сакаа да не вратат 300 години назад, реагираат архитектите. Ако денеска гледаме архитектура која што е лага, која што не е од оној материјал што го презентира, го нема тој простор што го сугерира и не доаѓа од времето од кое што сугерира дека доаѓа, тоа значи дека таа архитектура е лажна. Се ужаснувам кога ќе слушнам и кога ќе прочитам во медиумиве дека ГТЦ бил комунистички објект. Луѓе мои, ако ГТЦ е комунистички, Добар Корцие е најголемиот комуниста во светот. Во оваа јавна полемика, агресивна
пропаганда против изградбата на проектот Скопје 2014, мислам дека се влезе, критичарите на проектот влегоа тотално неподготвени, имаше комплетна какафонија во нивните ставови, некои од нив беа толку абсурдни, да не речем глупави, да нас како нација не посрамотија. На еден перфиден начин, осмислено сценарио, го спроведуваше одредена групација. Јас не сум убедена дека сите тие биле свесни за каква цел се ангажирани и што одработуваат. Со оглед, нели, кога имате стеснета свест или не знаете за себе ништо, или веќе сте во фаза кога не ве ни интересира дали уопште постоите. Немате идентитет и не ви треба. А дали поставувањето на спомениците може да ја искомпликува состојбата? Од Скопскиот плоштад, каде треба да јава Александар, го имаме Боријан Јовановски. Боријан, какви се твоите очекувања? Така е, Тања. И овде зад мене требаше да има еден коњ и на него качен Александар Македонски како го јава. Но изгледа дека и тој, како и оној битолскиот Филип, тешко дека ќе се реализираат од истите причини за кои зборува и битолскиот градоначалник, а тоа се политичките причини, односно загрозување на позицијата на Македонија во меѓународната заедница, од која очекуваме толку помош во разрешување на нашиот проблем со Грција. Она што можеме да заклучиме е дека конечно нешто добро се случува во процесот на изнаоѓање на решение со Грција, а тоа е благо отстапување на македонската влада од така наречената антиквизација, која и нанесе толку многу штета на Македонија во меѓународните односи. Владата не ни информирала дека го сменила планот, дека на централното место во Скопје нема да има споменик на Александар Македонски, туку ќе има споменик на Филип II, и дека тој ќе биде представен заедно со своето семејство и дека ќе биде представен заедно со 4 горди македонки кои што ги спремаат своите синови да бидат воини. Значи, ништо од овие аргументи не држи, освен оној еден и единствен за кој прочитавме неодамна во Нью Йорк Таймс и се содржи во исказот на Владимир Милчин, кој се представува како истакнат интелектуалец и невладин активист, во кој тој вели: изградбата на Скопје 2014 имаше за цел да ја обнови нацијата, а штом се обнови нацијата, тешко дека може да се реши спорот со Грција. Тоа е главната причина зошто се истурија страотно многу пари и зошто се купија толку многу активисти за да пропагираат против изградбата на Скопје или против видоизменувањето на Скопје. Значи, ние сме под мониторинг на нашиот јужен сосед со оглед на тоа дека тоа што е дефинирано како Грција и грчка држава тогаш е поставено на многу лабави и невистинити постулати кои длабоко засегаат во македонското минато. И тоа е нормално дека тие тоа треба да го контролираат и на определен начин да реагираат. Долго време нашиот образовен систем е под таква контрола. И затоа, особено споменикот на Александар или споменикот на Филип, како нешто што тие го вклучиле кај себе со, да речеме, доста мака со оглед на тоа дека е тешко нив да ги вклучиш во така наречената грчка историја, но сепак тие се едни од оние кои го подгреваат тоа незадоволство. А тоа наоѓа лесна почва кај нас, бидејќи најголемиот број македонски интелектуалци се производ на системот за кој зборува, во кој беше забрането да се мисли за Македонија пред 6 век. Не за Македонија, него воопшто за присуството на македонците на овие простори пред 6 век. Страшното, според мене, е што сите аспекти, баш сум категоричен, сите, кои кај ги, да речам, запатите,
обидувајќи се да го сватите тој според мене лудачки проект, се ужасни, како да кажам, според сите аспекти. Значи, највидлив е овој политичкиот аспект, кој ни создаде многу проблеми и внатре, во внатрешната политика и особено надвор. Блокирана ни е нели целата евроинтеграција заради проблемот со грците, заради твртоглавоста која доскорешниот министер за надворешни работи ја објасни скоро, нели, дека практично целиот проект е правен за инат на грците, целиот проект Скопје 2014, а тој го објасни еден од главниве идеолози на режимов 2008 после Букурешт, дека заканувајќи се дека има земјава и други начини на грците како да им покажеме, да им го покажеме средниот прст, а тоа е токму ова што ни случува, споменици и антички згради и така натаму. Така што тоа беше најавено. Потоа они нели заговараат што ќе речат грците, значи што ќе речат комшиите. Ние имаме историски конфликт со Грција и не треба да не занима што грците ќе речат. Они узурпираат цела балканска антика, они ја ставија под свое. Ако некој навистина искрал историја и се наметнал, значи они своето име, значи хеленизмот означува цел еден период кој трае 4-5 века во евроазиската култура, дури афричката култура, Северна Африка цела и така, Египет, Блискиот Исток, Персија и така натаму. Меѓутоа едноставно не гледам зашто ние би им полагале на нашите комши, ако сакате и браќа, така грци, некакви рачуни, така сметки за тоа што правиме. Па до кога ние ќе се плашиме од тоа? До кога цело време со наведнати глави ќе чекаме некој друг да ни дозволи да зборуваме за нашата историја, да направиме споменик на некој херој или да направиме нешто што ќе го разубави градот и ќе го одбележи и градот и државата? Има повеќе аспекти овој проект за зајакнување на националното чувство. Има едукативна функција. Има голем број граѓани кои што за повеќе од половината од личностите за кои што се прават споменици не знаат ништо. А не знаат ништо затоа што системот преходно не сакал да знаат. Поставувањето на спомениците од нашата историја на некој начин има едно друго значење за издигнување на националното чувство. Во иднина многу од нашите граѓани ќе имаат со кого да се идентификуваат за победи, за успеси, за волја, за борба, да се постигне она што се сака и да се достигнат целите за кои што се сака да се достигнат. Политиката на Европа од 19 век, значи од Берлинскиот конгрес навам, македонскиот простор да се избрише од меморијата на човештвото, не успева. Напротив, на почетокот на 21 век стигна една генерација во Македонија која све што беше запретано го откопа. Мене како историчар многу ме вознемирува кога обичниот граѓанин го гледам зачуден каде да ја бара генезата на своето национално зрење па и културно зрење. Мислам, тоа се две работи различни, меѓутоа одат заедно паралелно и не можеме да ги издвоиме. Низа на услови или на состојби пак влијаја да ние ја изучуваме историјата од одредени периоди. Се почнуваше од доселувањето на словените, мисијата на Климент и Наум, попрво Кирил и Методи пред нив, Самуил и така. Меѓутоа, многу е смешно кога сакате да доловите еден историски развој, да почнете од одредена година. Кога, например, самото Скопје има своја културна цивилизација и постоење 4000 години како континуитет, како културна манифестација.
Она што требаше ние да го направиме, ако не ајде во 50-тите и во 60-тите години, меѓутоа во почетокот на 90-тите, односно со осамостојувањето, ние првично тоа требаше да го направиме. Значи, повторно јакнењето на свеста, сега нема да кажам идентитет, фактички свеста за човечка верност кон одредена култура, одредена традиција. Многу е популарен тој термин патриоти, меѓутоа ние требаше да развиваме одредено чувство кон својата, ако ништо друго, барем култура и цивилизација. Меѓутоа ние тоа не го направивме во 90-тите години. Ако земете вие на 7 години едно дете и му велите: ти си дојденец на ова место. Сите други народи во својот корен имаат богови, кралеви и така натаму. Ти потекнуваш од комарците зад Карпатите. Потоа, на истото дете му велиш: види, ти беше неписмен додека светите браќа Кирил и Методи во 9 век не ти дадоа писмо. За тоа време сите други имаа писмо. Потоа му велиш: ти не ќе имаше никаква култура ако не беше Климент на крај на 9 век да направи еден универзитет, па да почне и за тоа прашање нешто да зборува. И потоа му велиш да не беше анонимиот мајстор, архитект од 19 век тие тајфите, ти не ќе имаше ни архитектура. Значи, ако така воспиташ некој, тој после, по сила на животот, ќе стане некој и нешто, ќе стане интелектуалец. Кај нас дефиниција за интелектуалец е ако добиеш диплома на факултет. Потоа, ти со твојата снаодливост, талент и така натаму, ќе добиеш колумна и ќе почнеш да пишуваш таму. Со тоа ќе извршиш влијание или ќе станеш уредник на вестник или на телевизија, или ќе станеш професор, или ќе станеш премиер. Ти едноставно таа функција ќе ја носиш, бидејќи образовниот систем тебе не ти дал да бидеш академски граѓанин, туку само студент со диплома. Бидејќи тебе корените и гордоста ти се исечени, ти ќе мора да бараш некој авторитет да те поддржи во тоа. Најчесто новинарско прашање, например, кај нас е било, од кој било која сфера, нели овде кај нас ништо не чини? Кој да дојде да го прашува, вели да, бидејќи така си го поставил прашањето. Тоа е прашање на школа. Кога тој ќе ги зафати своите позиции природно, тој едноставно за себе ќе ја чувствува таа платформа на ниска вредност и таа ќе ја шири и таа ќе ја поддржува бидејќи за неа добивал одлични оценки на факултет во средно, во основно училиште. И сега одеднаш нашите најталентирани, најдобри ученици, кои можат на вистина по бројките што ги добивали и по знаењето што го покажале да зафатат такви позиции, тие се чувствуваат инфериорно спрема секој што е однадвор, бидејќи во образовниот систем него му е речено секој странец е подобар од тебе и секој воопшто е подобар од тебе, затоа што ти си тој, немаш корен. Тука е основата на твојата способност, ти можеш да си талентиран и најбрз на светот. Ама ако си од Македонија, бидејќи ти е отсечен тој важен психолошки момент, ти нема да бидеш прв. Без оглед на претходните резултати на тренинг. Значи, тоа е суштината на целиот проблем. Другата лепеза е, после ќе направиш партија, па ти ќе бидеш опозиција. Па сега како опозиција ќе земеш да критикуваш и ова наистина многу е лесно да го прифатиш како можност за критика, бидејќи ние сите знаеме дека македонците не можат да направат ништо. И не направиле. Се што правеле се предавале меѓу себе. И ти продолжуваш по таа инерција. Значи, клучот е таму. Се друго се само последици. Една од, да речеме, работите кои кога мене ме прашуваат луѓето, дошле многу радија, телевизии, вестници во врска со 2014, јас се разбира не го зборувам овој дел таму. Туку врнувам внимание зошто, например, постои еден центар во опозицијата што постојано е против овие потези. И воопшто не е против потези. Кај нив суштината е следна.
Ако во ваква криза македонскиот народ може да оддели такви пари за да го направи ова, тога што се случува со парите што биле кај нив на располагање, а од нив немаме резултати никакви? Каде се тие пари? И за тоа мислам дека опозицијата најмногу, да речеме, е против овие потези, па аргументира и не стивнува. Затоа што следи прашањето, ако во ваква криза оваа власт направила ова, што си направил ти со тие средства, каде се? Кога еден ден целата политичка прашина која што се крена, целата магла која што се создаде од разни манипулации, лаги и клевети, кога таа магла ќе падне, кога таа прашина ќе падне, кога ќе се сменат генерации на политичари, ќе поминат 10, 15, 20 години, она што ќе остане се делата.